Како се трошеле народните пари и парите од ЕУ фондовите за патната и железничката инфраструктура во земјава, веќе се на проверка во рацете на обвинител од основното јавно обвинителство, потврдуваат од Тамузалфа. Како и секој извештај на Државниот завод за ревизија, така и последниот веќе е доставен до обвинителството, а оттаму веќе го распоредиле. Извештајот на Државниот завод за ревизија за реализација на капиталните инвестиции финансирани преку буџетот на Македонија, ЕУ фондовите и средства од други меѓународни финансиски институции во надлежност на централната власт и локалната самоуправа е доставен до јавното обвинителство. Во основното јавно обвинителство Скопје е оформен предмет и распределен кај надлежен јавен обвинител кој веќе презема действија на проверки. Министерот за транспорт и врски Александар Николовски обелодени дека според извештајот на ревизорите, Македонија ќе ја гради најскапата пруга на светот, која треба да ја сруши Крива Паланка и да заврши во тунел без излез. Вредноста на пругата кон Бугарија е зголемена за 220 милиони евра и сега изнесува 560 милиони евра, наместо првично планираните 340. Како што посочи Николовски на вчерашната пресконференција, тендерската постапка е почната во предизборието во крајно нетранспарентен процес. Но не е само пругата кон соседна Бугарија. Според Николовски извештајот отвора и сомнеж за досегашното работење на претпријатието за државни патишта, неизградениот пат Дреново-Градско. Според министерот е проект кој има ризици од арбитража. Исто така министерот бара обвинителство да ја провери зголемената вредност од 175 милиони евра за автопатот Кичево-Охрид, за кој веќе се потрошени 446 милиони евра, а се уште не е изграден. Тој јавно го повика обвинителството да постапи, во спротивно самиот ќе иницира средба. Значи го повикувам државниот јавен обвинител да го земе извештајот на Државниот завод за ревизија кој што веќе е јавен и јавно достапен и да постапи по него. Тоа е негова законска обврска. Доколку тоа не го направи во следниот период, ќе побарам состанок со него да ми објасни зошто не постапува по наводите на Државниот завод за ревизија, тоа имам право да го направам. Николовски очекувал директорите на двете претпријатија, државни патишта и железници инфраструктура, досега да депонираат оставка, поради според него кардиналниот неуспех на нивното директорување. За сега не се знае кој ќе ги замени овие директори, бидејќи владеачката коалиција се уште нема донесено таква одлука.